Добар ви ден, драги наши пријатели на Вкусот на традицијата. Еден голем поздрав од ова прекрасно, волшебно место во близината на Скопје. Од селото Кучково ви се јавуваме, поточно од етнокомплексот и етноресторанот Златно буре Кучково. Место за уживање, место за свеж воздух. Во моментот кога Скопје е толку многу загадено, ова ви е идеална можност да избегате од Скопје, да дојдете овде, да дишите свеж воздух, да направите прошетка и на крајот да си каснете нешто вкусно. Во денешната емисија Вкусот на традицијата ние имаме една специјална гостинка која што соработува со нашата емисија веќе скоро 15 години. На гости директно од Прилеп ни доаѓа тетка Љубица, или ја што велам нашата мајка воделка. Таа е мајка на многу не само во Прилеп, во Македонија, инаку председателка на Сдруженијето на жени Мајка традиција. За сите вас што не ја гледавте претходната емисија со неа, за да ви ја представам повторно, затоа што таа кажа јас идам од Прилеп само да споделам со вашите гледачи неколку мои интересни и вкусни специјалитети. Добре ни дојде, тетка Љубица, и да ги поздравиме сите членки на Сдруженијето на жени Мајка традиција, која што функционира 20 години. Да ги поздравиме Андријана заеднички, еден поздрав до Мајка традиција, до сите членки. И Андријана, не само етно село, до кај што ќе одиш, Мајка традиција со тебе ќе иде. Така, браво, браво. Ќе си соработуваме, затоа што сме ние моите жени и Вкусот на традицијата се вклопени во една убавина, што 20, вие 15, ние 20 години постоиме и соработуваме и заедно ја одржуваме ова традиција. Ете така. Те поздравувам и ти благодарам што секогаш имаш убави зборови за нас. Ама тоа е навистина така, затоа што ние сме тука чувари на традицијата. Ние со нашата емисија, тоест тоа е и ваша и наша емисија заедничка. И ти со Сдруженијето Мајка традиција, заедно сме чувари на македонската традиција и култура. Што е највистина. Ете така. Сега, ти како баба на 6 внучиња, едно правнуче, мајка на 3 ќерки и тројца зето и Леле, зето и ги заборавивме за тоите. Ги имам. Да ги поздравиме за тоите, па тие се најважни, тетка Љубица, така? А кога разговаравме што ќе ни прави во Вкусот на традицијата, таа рече: јас, вика, сега нешто ќе ви направам што моите внуци стално ме терат. Бабо, прај ми хот-дог. Зошто да купи баба хот-дог кога може дома да им направи? А децата чекаат после во ред. Така, за овие домашни македонски хот-догчиња. Па да ви кажам, ние гледавме од нашите баби, а сега тие ќе гледа од нас, од нивните баби. И ние во нашето време ние создадовме некоја традиција да можеме да се појавиме пред децата. Така, ова е чисто нејзина рецепта. Таа си ја смислила и си ја прави редовно. И години внучињата си ги правам, али да ви кажам, најмалиот внук, ајде бабо, вика, заедно ги правиме и заедно ги јадиме. Верувајте ми се, вика Петар, али за овие хот-дог е занесен. Еве сега Петарче, баба ќе го сподели. Сите на баби да му пра сега од овие така, за да не купуваме. Ајде да видиме сега што се е потребно за да направиме вакви домашни хот-дог кифли. За овие домашни кифлици се викаат хот-дог е потребно 600 грама брашно, 1 квасец, солца, пола лајче шекерче, масленце, едно филџанче, али не мора да е полно. Квасецот го кажавме. Со вода. Да. Со вода, млака, 3 вода јајца за квасец. се крша во тестото, 3 јајца, али после се брбелаат кифлите од коза. Ќе се направат во сусам и презла. И си се печат. Ете така. Виршлата и кашкавало во натре. 2 пакетчиња вишли. 2 пакетчина вишне, што да. значи Да. 8.
А тие 8 се По делат две. на половина, Да. значи треба да излезат 16 мали парчиња на виршли и 200 грама Кашкава. кашкава. Е. Ајде, сега прво треба да се замеси тестото и да отстои. Значи имаме 3 јајца во тестото, а едно јајце За брбела. за препелкање. Да. Ајде. Сега имаме топла водичка. Да видиме дали е многу топла. Да ми малце ладна, Ајде. оти ми е баш топла. Да не Тај. го присече квасец. Ете така. Сега Добро. вака ќе направиме ние. Еве вака малку. Ете така. Значи да Квасецот, го да. растопиш Да. квасецот. Малце во топла водичка, не мора да биде скиснат, овие се прекрасни, да. Ете така. Добро. Еве вака сега си го клаваме квасецо. Си потураме уште малку вода. Да ставим и малку ладничка. Да видам, да. Добро е. Добро е. Ете така. Вака сега. Сега, да ни е таа водата ладна. Еве вака нека стои. Да си мериме масленце. Колку се става масло во тестото? Не полно ве филџан. Значи Не полн не филџан. полн. Ете така, не полн. Еве вака. Еве Значи тоа е некаде околу 1,5 па сега тој децилитар филџан, да. масло. Еве. Ете така. Знаете вие, кај нашите домаќинки, па дури и кај мене како е. Керка ми ке ме праша колку грама ставаш, не знам да и кажам. Ке и речам 1 филџан. Не како филџан, мал или голем? Да, малку солца. Така, солца. Еве вака. Малку шекерче. Сега дури стој квасецов одма е набобре. Еве вака. Ете така. Сега си ги кршиме јајцата. Значи, цели. Јајцата цели. Аха. Убави ке бидат жолти кифлите. Еве сега, одавде биле јајца. Добро. Сега водичката. Така, малце, да ми види овде. Ако треба, ако не треба, значи вода се тура по потреба. Добро, значи за 600 грама Ете така. брашно ставате вода по Значи, потреба. се е сега внатре. Квасецо, јајцата, маслото, шекеро, солцата, се е окей. Ајде со Господ напред. Да се погода. Да ги вида децата да се радува и да му бара на бабите од овие кифли. Откако ќе го замесиш тестото, колку време треба 10 да минути. отстои 10 Да, минути? 10 минути и одма си се прави, после со самото праење тие... Ти си нарас. Да, дури да ги брбелаш, дури да... Да. Тие сами ќе си стаса. И се печа во плех со хартија, ама и хартијата е намачкана со масленце. Добро. Ете така. Ќе треба уште малку водичка. Да видиме. Ше малце ќе треба само да ги го зафатиме. И секогаш имајте си брашно екстра. Резерва, да. Резерва. Оти некогаш брашното сака поќе, некој бара Да. поќе вода, некој си е така по... Еве се, ние малце ќе му додајме водичка. Добро. И тестото да биде средно. Ни многу тврдо, ни многу меко. Значи, Да средно може да се тесто. работи, да. Добро. Што ти треба? На маса ќе го изработи. На маса, да. На маса, еве јас избришав да ти наросам брашно. Вака. Да. Малку. Ајде така. Еве, спремно ти е. Да. Верувам дека овие кифли ќе бидат примамливи за мајките, за бабите, сите да Поготово направат. за младите мајки. Да. За младите мајки и млади. Затоа што навистина лесно се прават. Да. Не барат, не се комплицирани Да. и секој може да ги направи. Ете така.
така, сега, еве го, то само ќе се излезе. Еве го, сето си се излезе. Сега малце то лајчето, за да си го... Лајцата, Да. повели. Ајде и ова јас ќе ти го земам, дај. Повели. Да, го сега. Гледайте колко е жолто, колко е убаво, па кажи кој ќе се Кифлите кога ќе испечат. се Да. испечат, леле. Би требало сега, ако овде во овај комплекс, каде го месиме, значи ќе биде убави како него. Еми сега, види, се си е на местото. Како велиме, да се што правиш да личи на тебе. Значи, ако е убаво, значи ти мераклински работиш. Ако не е убаво, бадијала правиш. Да. Ако не е со љубов, еве, например, за ние денеска овде прекрасно се осеќаме, не ќе Кажи биде колку кифлите. љубов. Аба, ајде, молим те. Да. С мене се нашли овде во овој прекрасен амбиент, не ќе биде ли кифлите убави? Како може да не биде убави? Мора да бидат убави. Да. Мора, браво бе, тетка Љубица, лауда ти е, што жена беше. Сега малце ќе ми даеш од водичката. Ова. Водичката. Малце сам Од јас да ова? си ги ватам, да. Чека, од ова, Ете така, малце. Само малце. Во еден сат. Не треба, во билџано си имам, еве. Во. Еве го. Добро, Еве вака. Малце ќе му туриме на овие што ги стругавме. добро. Ете така, толку. Ајде сега. Значи, убаво на работната маса, Да. додека формираме едно убаво така мазно тесто, ќе го покриеме и ќе го оставиме 10 минути да одмори, да го зголеми својот волумен и тогаш ќе биде веќе подготвено за работа. Да ти наросам уште брашно? Ќе видим. Гледа колку е добро тестото, ама воопшто не се лепи на масата. Знаеш зошто? Оти се му е помера. Така. И до раката е. Да, и Тетка помера, Љубица, чим е мерата. колку вакви кифли си направила во твојот живот. Колку зелници си измесила. Колку тави, колку зелници, колку кифли, колку се... Чим реча децата, идиме ние, одма, не само јас, прилепчанките, сите се зафаќа. Јас му велам вака, кој ќе ида и на маливе деца. Баби, јас кој ќе идам кај вас, малку да се замишате, да знаете дека ќе имате гости, да си се припремате, да си направите. Така си ги учам. Ете така. Тестото е готово? Да. Готово е тестото. Со вас, сега ќе го чукаме од масата. 10 пати. Ева, 10 малце пати. да биде уште поубаво. Ете така, добро е, одлично. Сега, Одлично. Сега може да го сега ставиме вака, ние ќе си овде. направиме да Еве, знаеш сега. Во ова. Малце масленце ќе си Добро. туриме. Еве Да не вака, се залепи. еве вака, еве вака. Ете така. Браво. 10 минути. 10 минути. Се гледаме со вас Да. за 10 минути. Еве, драги гледачи, сега тестото е веќе подготвено. Што убаво се направило за мерак, така? Сега што следува, тетка Љубица? Сега следува овај. Што убаво Еве, излезе. сето си излегува. За мерак. Нека стои тоа, едното ќе си го правиме напред. Сега си го поделуваме на 2 дела. Добро. Да не го Можеш и сетиме. на работната маса. Еве вака. Да. Тестово за мерак. Добро. Ова ќе си го направиме сега. Меко Еве. душа. Да. И еве го уште се движи тестото. Сега што ти е потребно Сега прво оплагијата? ќе го малце дотераме. Значи правиш кора од ова тесто, од Да. едната половина. Да, од Колкава кора? Сега и ќе с- видиме колку према дебела? дебелината. Колку Ќе дебело? видиме сега да не биде дебела колку што треба, ќе си ја
сучиме дури За треба. да им кажеме на гледачите Да, колкава да. треба да биде и гледачите колкава кората, колку дебела. Да. Ете, така треба да биде. Значи ова е пола прст. Така? Сега ќе видиме како ќе биде. Ќе поизгледаме вака да биде малку, да иде четвртаста. За да така. биде парчињата исти. Се исти. Не морама да биде така, да има некоја естетика. Добро. Еве вака. Ете така. Ете така. Ете така. Сега ножето. Тука имаше ноже. Еве го ножето. Дај ми го Повели. ножето, вака сега. Да видиме, да си ги мериме точно, да ни биде. Еве вака, еве вака. На 4 дела. Да, сега еве вака ќе си ги сечиме ние. Вака да биде, ете така. Да ни биде чошлести. Еве вака сега. Сега досечиме, но го безлегува. Сега ќе си пресечиме прво од ова, да видиме, да пробаме прво. Ајде да Од пробаме. овие, знаеш како... Еве вака. Добро е. Сега ќе ми пресечиш и сечи ми, Ајде. а јас да го направам јајцето. Дај ми го Еве ти, вагач. повели. Ете така. Значи сите овие на половинка да ти ги Да, пресечам. сите на половинка. Добро. Да биде. Чекај. Да не се кара, да биде исто. Добро. Ќе се потрудам да бидат исти. Еве вака. А солца ставаш таму во Солца и јајцето? малку масленце. Да. Еве малку, Малку масло, масло. Добро. Ај малце водичка во јајцето. малку водичка. Добро. Значи во јајцето имаме Да, во масло јајцето и водичка. Имаме малку масленце, Добро. малце водичка и трошка сол. Добро, добро. Е сега, сусамот Добро. и презлата во еден Во тањер. еден тањер. Еве И сусамот ќе ми ја даеш мене. и преслата. И вака со да ги измешам. Ајде, повели. Ете така. Еве вака ти си ги да тие. Добро. Ова да биде заедно. Е сега почнуваме вака. Значи вирслата ја ставаш на Да, и си тестото. тргаш. И си вака. вртиш. Да, си тргаш. Ете толку да се преклопи. Добро, јас ќе ти сечам. Ајде. Ајде. Да. Добро. И Е, редиме се- малку масленце Ајде малце во масленце. тепсијата. Да. Е, сега оди секоја една кифла, Добро. оди овде. Во. Да, и оди овде. Еве вака. И тие си се реда. Ете. Одлично. Ето. Ајде, ти врти, јас ќе сечам. Да, еве. И малце се трга. Значи колку да се покрие виршлата и уште еднаш ка Еве, не, завртете го. ете толку. Значи, ете така. Малце вака се трга. Ова ќе биде многу интересно, тетка Љубица. Е, па зато дошло овде во Кучково да се види. Оти е убаво, интересно Еве, и оти е сладко. Да. Оти е сладко. Зато тука дошло да се направи.
Добро. Ајде. Ете така. И така. Оставај ми ги мене, јас ке ги пребалтам, а? Ако. Вака, јас да ги испрепеткам. Јас да видим моја рака. Како рекле тие. Вака ќоше ќе си напреш овде, ако немаш. Добро, ако нема си правиш со раката. Да. И еве вака. Ете. Леле, многу интересна рецепта, многу. Сеги јас да направам за Јана ваквиот, и Јана многу сака кифли. Ете така. Мајка ги прави постојано, ама не и вакви. Не и вакви. Сега ќе ја гледаат вакви. емисијата и таман ќе биде за на голем одмор за ужинка да си имаат децата, да си имаат за надвор кога ќе си играат. Најбитно е дури се топли децата да си касна. Ајде. Ете така. Добро. И после мајките знаеш што треба, ќе му главо резерва за утре за на школу. Така. Да не оди да трча. Ама што е најбитно си се тие во најнов тип од кифлици. Од најновото време. Значи, постапката ја повторуваме. Да. Со сите виршли, со целото тесто, се додека не се потроши тестото. Доколку, што правиме доколку ни снема виршли? Тогаш можеме да ги Така полниме? сега, некои од децата и да ни недостаса виршли, си имаме кашкавал, ќе си нарониме и тој ќе се така. разлие малце и тие се прекрасни. Значи, Имаме, едно тесто со кашкавал. Да. Ајде. Да имаме за сите љубимци, кои што си сака. Така. И што е најбитно, да бидиме вистински баби Андријана, Ами, како што били вистински нашите сме, мајки. такви сме. Ете, Да. Да. Само нашите баби имале повеќе време, ние помалку време имаме. Имаме, кој ќе појдеш под пензија, ќе ми кажеш тогаш. Тогаш еве вака Сдружение на жени, мајка традиција ќе се Сеќа. прошири во Скопје. Сеќа. Така ли е, тетка Секако. Љубица? Живото мој ќе тече и во Скопје мојот живот. Ете така. Па нели сум ти кажала дека јас имам замземено стаф и за во Скопје. Да, браво. Да. Браво. На старите моите години на старост ќе си живеам в Скопје. На старост ќе си живее, тетка Љубица. И Да, така, сега дека сум си имаш... уште така. Браво. Не се браво. осеќам уште за стара, Ма како стара? ама ако ќе Ние остана, сакаме сите да имаме твојата енергија. Добро. јас си имам резерви остајани Така? во Скопје за кој ќе ми дојда старите години да си дојдам тука. Браво. Ова? Еве вака за да биде точно. Еве го. Значи масленце си има доволно, не треба за да не биде. Ете така. Еве вака. Ние продолжуваме со работа се додека не ги потрошиме виршлите, а потоа се префрлуваме на втората половина од тестото. Одлично, еве последното, ја наполнивме оваа тепсија, таман значи една голема тепсија половина тесто. Остатокот од половината сега преминуваме затоа што виршлите ги потрошивме со кашкавал. Јас одам во кујната да ги печам, а ти, тетка Љубица, сега направи уствари нека одстојат овие малку, нели 50 минути пред да се печат? Нека посто. Нека постојат. Ете така. Значи постапката е потполно иста, само наместо виршла ставаме кашкавал. Во овој ресторант уште поуба излегувале кифливе. Зошто? Не знам. Значи, материјало, климата, Ете, воздухот. прилепчани, шеговини, Да, значи тетка или- Љубица, да. најпозитивната жена што сум ја запознала. Да, или нешто имаш овака, уште лесно, гледе некогаш ќе се Гледај, се потрудиш. лизга Да. тестото, се лизга. Некогаш дома, во домашна атмосфера, во Така. топло, во, мислам, се, некогаш ќе искрсни нешто нема. Овде, дали гледате, се слизга како...
убавина. Да. Да. Ете така. Ајде. Сега ќе си го поделиш тестото. Да го израмниме. Еве вака. Значи немојте многу тенко, туку тестото Да, треба да биде да има душа. половина од прстот. Ете. Да има душа, да биде кифла, а не Да. тако ќе си набобри. Да биде прав хот-дог. Браво. Ете, бабите што се спремни за своите внуци или мајките за своите деца да направат. Да. Еве вака. Сега добро е. Ете така. Одлично. Еве сега си го сечиме. Сега ќе ја полниме и втората тепсија. Сега нареди ги овде, тетка Љубица. Да. Да. Сега клај ми оде од то. Ајде. Така. Вака малце да е растурено. Сега една вака ќе направиме, па не кожди залажиме, така правиме. Еве вака. Еве вака. Еве како триаголнич. Ете така. И тоа може да се избрбела? И повторно оди во Да, јајцето. да. Ова ќе си го направиме со ова. Така да биде. Постапката се повторува, значи со сите Ете. парчиња од тестото Да. и едноставно излегуваат такви мали кифлички со кашкавалче. Еве вака. Ќе си го истргаме ова. Еве вака да биде. Ете така. Исто и тие си се превела, истите. Така само малку. А ги затвораш. А многу интересно, сега не мора многу, за овде малце ќе истечи кашкавалов. Леле, бабо, преубаво кашкавалчево. Аха. И то да се гледа. Супер. Да. Супер. Останете со нас, драги наши гледачи, кога ќе ги испечеме кифлите и ќе ги дегустираме. Да. Значи, рацете на тетка Љубица се златни. Луѓе, што и да фати по злато во оваа жена. Значи, сите во кои напрашуваат, бараат рецепт, вика, леле, какво е тестото, вика, и ние правиме кифли, ама, вика, како на господја Љубица, не ни е вака вкусно тестото. Значи, ова се домашните хот-дог кифли. И сега, да пробаме, тетка Љубица, Да пробаме, така? Значи, овие од оваа страна се со кашкавал, а ови, леле, меки како душа. Чекай се, вака. И ги послуживме со сиренце, можете биено, бело, како и да е. Ајде, сега нека ни е на здравје, чекай сега да ги пробам. Ајде. И јас да ги пробам овде како ќе изгледа дома, се едно, овде може да биде друго. Јас да си Леле, тетка Љубица, какви се добри. Андријана една поговорка. Не прашувај кај што мислиш дека нема да ти одговорат. А не одговарај кога не те прашуваат. Леле, ете, значи, совет од повозрасна дама. Паметно, Има такви значи. поговорки кога е вистина, тоа е точно, Андријана. Значи, и тоа е точно, нека го запомна тоа. Значи, не одговарајте кај што не сте прашани и не прашувајте кај што знаете дека нема да ви Еде, одговорат. Ама и ова е вистина. Ова За е твоите волшебни кифли, овие се значи волшебни. Како може? волшебни како за се нашите испечени? внуци, за нашите дечиња, да си ги израдуваме и да ти кажам една работа, Андријана.
Ние сме били и по фестивали, и по манифестации, и по везилки, и по домашни наши, знаеш ти какви имахме манифестации, како во етнособа си се расположуваме. Значи, ние можеме во свето да одговориме нешто да не побара. И да знаете. И вие, знам кога спремате слави, имендени... Заедно со моите членки. И со членките, и со фамилијата. И вие ништо готово не купувате. Прилепчанка не може да купи готово. Прилепчанки име, роден ден, слава, било и што да е, Велик ден, Божик, Свети Илија, па сега, еве, Светијата, нема купувано. Тие си меса, си печа, си прави семејството и пријателките си ги чека и пријателите со домашна. Лела. Да. И овие со кашкава колку се добри. Да, сите се убави. Леле, тетка Љубица, пак да ни дојдеш во вкусот на традицијата. Па Пак да ни дојдеш и со целата твоја тајфа од мајка традиција. Јас мислам 100 години да бидам жива, Андријана. Амин, па сигурно. И нема откажување од мајка традиција. Нема. И од вкусот на традицијата. Чекаме со тајфата во вкусот на традицијата. Ти благодарам на поканата. На здравје. Ете така.